Градоначалничката на Скопје Данела Арсовска ги достави документите за предметот кој вели е доказ за незаконските легализации на дивоградби во општина Чаир до обвинителството. Најави дека во понеделник во ОЈО ќе однесе документи за уште 150 вакви предмети. Таа вели очекувала обвинителството да постапи и по допрен глас, откако и целата јавност реагирала. Арсовска пред медиумите презентираше документ за легализација на дивоградба на Висар Ганију, кој тврди е спротивен на закон, а легализацијата според нејзе била извршена врз основа на фалсификат, што потоа, како што кажа, Ганију експресно го поништил во катастар. Таа апелира до ОЈО да постапуваат веднаш. Катастар овој документ го прифаќа и му го брише целиот предмет со кој што он упишал со фалсификати легализирани дивоградби. Ние имаме вакви 150 и сите еден по еден ќе ги изведуваме ако треба. Меѓутоа ова е оној каде што е фатен со фалсификатите во раце. Тој доказ не знам дали ќе успее да го обезбеди јавното обвинителство и останатите институции, затоа што тој успел за неполни 24 часа да го поништи во катастарот и најверојатно веќе е во некој шредер во општина Чаир. Очекувате по пријавата да влезат? Не очекувам искрено. А ако влезат ќе се прават дека не нашле ништо, затоа што предметот е избришан. Меѓутоа воопшто да не се грижат, во понеделник ќе дојдеме со 150 предмети. Не можат до понеделник да ги избришат. Тука ги чекавме, така да знаете. Во однос на информацијата од МВР дека немало пријава од страна на градоначалничката дека има закани по живот, Арсовска кажа дека во многу наврати е пријавувано, а последен пат пред неколку дена кога физички таа и нејзините соработници биле нападнати во општина Чаир. Вели дека не се чувствува безбедно, ниту пак државата прави нешто да ја заштити. Знаете каков беше одговорот? Вчера немало пријава. Тоа значи дека ако ме утепаат вчера, денес не дојдам да пријавам, нема да постапуваат. Не само јас што имам пријавувано. Еве и пред некој ден во општина Чаир кога ме нападна, знаете вие, ги кажав јас многу убаво и јас немам намера веќе, зашто никој не постапува, да се доведам себе си и своето семејство во дополнителна опасност. Од обвинителството претходно Арсовска ја повикаа да ги достави сознанијата кои што ги има, односно да прецизира за кои точно парцели станува збор, врз основа на што потоа би можеле да постапуваат. Воедно кажа дека очекуваат и да им каже детали околу животните закани, кои Арсовска тврди дека ги добива изминатиот период. Од обвинителството дополнително за Канал 5 вчера посочија дека веќе привршува постапувањето по предметот за дивоградбите во Чаир, кој го отворија пред 2 години по допрен глас, откако медиумите објавија истражувачки истории за шемите по кои се прави незаконска легализација.